Во врска со барањето на албанските партии за примена на албанскиот јазик на цела територија на Македонија разговаравме и со професорот по уставно право Осман Кадрију, кој е инако ангажиран и како консултант во преговорите на албанските партии. Еве што вели тој. Правив напомена дека треба да се прави разлика помеѓу оние прашања што представува законска материја и може да се уреда со закон, а закон да се донесе со релативно мнозинство што евентуално би се обезбедило, и оние прашања за кои треба да се отвара уставот. Прашањето, како што тие барат и во нивните предлози е нагласено дека на територија на Република Македонија службе јазик и албански јазик е неговото писмо, а до сега имаме друга формулација, не се спомнува албанскиот јазик, туку се зборува друг јазик на национална заедница и така натаму. Таква дефиниција, таква обределба е веќе уставна материја и треба со устав да се уреди. А другите прашања за кои на некој начин како да се усогласени овие, да кажем, политичките партии од двата блока, што представуваат законска материја и со закон се уредуваат. Ево, например, се предлага и тука има согласност председавачот на пленарните седници, ако е албанец, да може да зборува на албански јазик, членовите на владата, албанци на работата, на седниците на владата да зборуваат на албански, за нотарите, ако е нотарот албанец и странката, мислим, од албанска национална заедница и бара да и се даде документа, значи, од надлежноста на нотарите на албански јазик, нотарот тоа ќе го стори. Има неколку новини што за кои сметам дека ќе има согласност. Меѓутоа, овие прашања каде што навистина представуваат уставна материја, тешко ќе бидат да бидат прифатени, затоа што не само што нема да се прифатат во законот и со законска норма да се уред, туку и под претпоставка да се прифати во законот, Уставниот суд таквите одредби ќе ги укине, затоа што нагласувам се доведе во прашање уставната норма, уставот и неговото отварање. Значи треба да се покрене постапка за измена и допълнение на уставот со конкретни уставни амандмани. Господин Кадрију, се бара примена на целата територија на албанскиот јазик. Како ќе изгледа тоа, таа конкретна примена во општини каде што на пример нема албанци? Кога се мисли на цела територија, прво се мисли на ниво на држава, на државните органи, на централните државни органи. Тука треба да се обезбеди употребата. А по однос на локалната власт, по однос на други, мислим, општините, општинската власт, локалната самоуправа ќе се применува само тамо каде што албанците живеат над 20% од целост. А во другите општини нема да се употреби на територијата на општината како службен јазик, со исклучок на некои, да кажем, сегменти на некои органи и така натаму. Например, ево, добро, сега тие се веќе поединости, меѓутоа не во целост. Не верувам дека тоа може така да се свати и да се спроведе. Но на ниво на држава се мисли на ниво на државните органи, на централните органи на државата. Очекувате ли наскоро да се постигне договор по важните прашања меѓу албанските партии и СДСМ? Колку што ми е познато, меѓу редови, како да се изгледа приближуваат стојалиштата за најважните прашања кои, повторувам, според мислењето на двете страни, представува законска материја.